Добро вечер. Мицкоски и Стармер на средба во Тирана постигнаа согласност за договор за стратешко партнерство меѓу Македонија и Велика Британија. Договорот, како што посочи премиерот, ќе овозможи инвестициски циклус од околу 6 милиарди евра во делот на инфраструктурата, железницата, транспортот и здравството. Македонија и Велика Британија постигнаа согласност за договор за стратешко партнерство, соопшти од македонската влада, а на кусата заедничка пресконференција која имаа двајцата премиери Мицкоски и Стармер во рамки на самитот во Тирана изразија задоволство од постигнатиот меѓувладен договор и продолбочувањето на соработката меѓу двете земји. Според премиерот Мицкоски, овој договор ќе овозможи инвестициски циклус во вредност од речиси 6 милиарди евра. Договор кој што ќе овозможи инвестициски циклус во вредност од 5 милиарди фунти или попрецизно околу 6 милиарди евра во делот на инфраструктурата, железницата, транспортот, здравството и така натаму, така што деновите кои што следат сите детали ќе бидат објавени во македонската јавност. Договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство, влада со влада, е привилегија бидејќи зборуваме за едно од најголемите велесили во светот. Драго ми е што имавме прилика да разговараме на овој билатерален состанок. Ова е мощно важно за нас. Имаме цврсти односи меѓу нашите две земји и фактот што можевме да го потпишеме овој меѓувладен договор, сметам дека е од голема важност и тоа покажува дека ние ќе решаваме многу работи меѓу двете држави. Ова е навистина одлична можност и се радувам на оваа билатерална средба и на билатералниот договор. Мислам дека имаме многу да направиме заедно. Повеќе детали се очекуваат да бидат соопштени утре, за кога е закажана и нова пресконференција на премиерот Мицкоски. Иако детали засега нема, според досегашните најави од владата и ВМРО ДПМН за новиот инвестициски бум, со парите ќе треба да се градат инфраструктурни проекти, како локални, регионални и експресни патишта, а ќе стартува најверојатно изградбата на брзата пруга од Скопје до Солун, по која ќе се вози и до 200 км на час. Според досегашните најави од Министерството за транспорт, проценките се дека брзата пруга би чинала околу 2,5 милиарди евра, а за нејзина изградба би биле потребни околу 5 години. Покрај патишта, дел од парите ќе се наменати за здравствени капацитети, како клиничкиот центар, болницата во Штип, изградба на нова болница во Кичево. Минатата година државата се задолжи со 1 милиарда од Унгарија. Половина од тие средства беа наменети за враќање на старата еврообврзница, која доспеа во јануари годинава, а останатите 500-250 беа наменети за бизнисот, а 250 за општините. Отворен прв македонски културно-информативен центар во Белград. Отпочнувањето со работа на центарот беше означено со свечена музичка програма во присуство на македонскиот и на српскиот министер за култура, но и бројни гости. Во Белград се уште е Маја Стојановска и во вечерните вести имаме во живо. Маја, добро вечер уште еднаш и повели да чуеме каква беше атмосферата на самото отворање, како е сега и кои беа пораките кои што ги упатија присутните. Така, Бурче, добро вечер од Белград, Србија, со традиционална македонска музика, дегустирање на македонско вино, но и настапи и изложби на македонски артисти од здруженија овде во Белград во Србија. Вечерва официјално беше отворен првиот македонски културно-информативен центар. Интересно е тоа што овој објект се наоѓа токму на улица која што се вика Македонска и се очекува да стане еден културен дом, односно едно место каде што секој оној кој што одблиску ќе сака да се запознае со македонската култура, традиција, песна, тоа ќе може да го направи токму овде преку настаните кои што ќе се организираат. Сите присутни овде во главно беа со исти пораки, односно дека отварањето на овој центар за нив представува нешто историско, една одлична можност да се зајакнат дипломатските односи помеѓу двете земји, но и да се расшири македонската култура овде во Србија и да се дојде до едно културно зближување на двата народи, македонскиот и српскиот, за кој што кажа дека веќе и онака биле блиски. Тука предлагам да видиме делот самата атмосфера, делот настапите, но и делот пораките кои што беа испратени од овде. Да се отвори ваков културен центар во Белград, токму на
улицата која што го носи името Македонска не е само случајност, ова е и порака и сведоштво дека културата ги поврзува не само државите, туку ги поврзува многу повеќе луѓето. Ова установа ќе имати велику одговорност да допринесе да наше културе наставе да заедно живе и подстичу една другу узаемно. И сигурен сам да ќе у томе успети. Заиста постои една необичност која сви можемо да се поносимо. Нашу музику, книжевност, филм, уметничко и народно стваралаштво у многим примерима ми доживljavamo као заедничко. Ништо така не спојува како културата. Дали блиски народи, како што се македонските српски, или подалечни народи. Културата е таа ненаметлива обштествена дејност што ги содржи овие својства и срце, и ум, и разум, и душа, и дух. Тоа што зближува ненаметливо заради тоа што носи емоции. Така, меѓу бројните присутни овде беа и амбасадорот на Македонија во Србија Никола Тупанчевски, како и министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковик. Тие најавија секако дека соработката помеѓу Македонија и Србија во периодот кој ќе следи продолжија, но исто така во периодот кој ќе следи, како што кажав и на самиот почеток, за овде ќе бидат најавени доста интересни културни настани во кои што македонците кои што живеат овде во Србија ќе имаат можност да се зачуваат на некој начин и да се промовираат своја култура на сите оние овде во Србија кои ќе сакаат одблиску да се запознаат со нашата култура. Тоа е се од овде студио. Ти благодарам. Маја Становски, снимателот Маријан Данчевски во живо од Белград за отворањето на културниот центар. Ти благодарам уште еднаш. Бараме решение кое ќе обезбеди предвидливост на патот кон Европската унија и со кое билатералните прашања ќе останат билатерални, порача шефот на дипломатијата Муцунски по пораките упатени од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој денеска беше домаќин на австриската министерка за надворешни Мајнел Рајсингер, која изрази поддршка за евроинтеграциите на земјава. И бараме решение кое што ќе ни обезбеди предвидливост напред кон членството, почита за нашето достоинство и идентитет, очекување дека и земите членки на Европската унија ќе ги почитуваат оние принципи поврзани со малцински права, кои што очекуваат ние да ги почитуваме, и во тој контекст, доколку сите сме посветени кон европскиот пат, верувам дека секојаш ќе може да се најде рационално решение кое што ќе биде прифатливо не само за нас како влада, туку и на сите граѓани кои што живеат во државата. Но концесии кои што ќе не стават во ситуација повторно за брзо да се враќаме во оваа состојба која што сме сега, како влада не сме подготвени да прифатиме и мислам дека нашата позиција по однос на тоа прашање е кристално јасно. Тој компромис беше даден тогаш, тоа е факт и тоа мора да се реализира. Да, ние разговаравме за тоа. Треба и уште некои реформи да се направат од страна на Македонија. Мојата порака е дека ние гледаме колку е направено од ваша страна и колку веќе чекори сте направиле. И сега веќе 20 години поминале од тогаш и дека сме и ние сега должни да билатералните теми да останат билатерални, а да не се поставуваат како камења на сопнување. Откако пратеничката група на Вреди вчера се издвои од пратениците од крилото на Таравари, Меджити уверува дека тај натаму ќе брои 14 пратеници. Вели дека се преговара со народни избраници од Европскиот фронт за приклучување кон владеачкото мнозинство. Поединци, групи, политички субјекти, кои се надвор од време. Мислам, по рамки на Европскиот фронт се опозиција кои што може би ќе преминат по другата страна. Ќе биде да. Со повеќе, преговараме, ќе ви известиме, кога ќе има конкретни резултати. Ќе бидат поддршка за владата, дел од мнозинството, некои Вреди, но сите тие се од Европскиот фронт. И без Таравари имаме 13-14 пратеници. Тоа беше се. Пријатна вечер.